Продолжуваме понатаму во утринска тема со уште еден разговор кој што ќе го направиме онлайн, бидејќи зборуваме со наставничка по македонски јазик во Република Хрватска, а да се биде македонец или македонка надвор од географските граници на нашата земја, со себе носи многу предизвици и тоа добро го знаат токму и наставниците и професорите кои што работат надвор од границите на нашата земја, но се трудат на најдобар можен начин да действуваат во однос на зачувување и говорење на македонскиот јазик и учење од најмали ноза токму на малите или младите македончиња широм светот. На оваа тема, но и за нивната празнична честитка ќе зборуваме во продолжение со Ивана Брезовец, која што е, како што споменав, наставник по македонски јазик во Република Хрватска. Ивана, добро утро за вас. Добро утро. Добро утро од прекрасната Хрватска, за сите македонци и сите ваши гледачи и гледачки. И им ги честитаме празниците и им посакуваме успешна 2024 година. Секако со мотото да зборуваме македонски јазик и да користиме нашата прекрасна кирилица. Така, Сдруженијето на наставници и професори по македонски јазик во светот, токму тоа и го правите. И овој наш разговор и повод за истиот е токму божиќната честитка или празничната честитка која што ја имаат младите ученици токму до своите сограѓани, поточно до сите граѓани во Македонија на македонски јазик. Ние ќе ја гледаме нели наизменично во текот на нашиот денешен разговор, а и ќе позборуваме малку и за вашата работа како наставници и професори по македонски јазик, она кое што го нуди сегашноста е начини и модели како да се действува како просветен работник во земјите во кои што живеете. Па има малку и за работата на Сдруженијето и за тоа како действувате и на кој начин тоа најдобро го правите во однос на зачувување и говорење на македонскиот јазик. Така да. Значи, ние покренавме иницијатива со цел, значи, постигнување на подобра комуникација меѓу самите нас како наставници и професори од целиот свет, на сите места каде што се изучува македонскиот јазик, да направиме една координација преку која што ќе можеме да постигнеме нели обединување практично на нас како ментори, а со самото тоа и самите деца ќе земат учество во сите наши програмски активности. Здруженијето постои од, значи, идејата е покрената од подамна, меѓутоа Сдруженијето како такво постои од 2022 година и еден од начините на кој што ние го промовираме македонскиот јазик се токму видеа посветени, значи, на различни значајни датуми и празници кои што се случуваат во Македонија, кои што како такви земаат своја улога, значи, и во земјите каде што ние живееме. На тој начин ние практично нашите ученици го промовираат македонскиот јазик и нашата кирилица и растеме со секое ново видео, значи имаме секогаш нови наши македонци и македонки млади кои што заедно со своите професори и наставници ни се приклучуваат и на тој начин, значи, го шириме македонскиот јазик секаде во светот. Така е, ги учите учениците како да зборуваат на македонски јазик, како да пишуваат со кирилично писмо и нормално како да се сака и почитува нашиот фолклор и традиција. Сдруженијето на наставници по македонски јазик во светот има од Канада, Европа и Австралија, но вие велите дека сте отворени и се разбира за сите оние кои што сакаат дополнително да се вклучат во оваа ваша мисија и сите активности кои што ги има Сдруженијето. Така е, така е. Оваа година со ова видео божично и новогодишно, кое што го посветивме, значи, на овие празници, практично добивме нови ментори, учители, наставници кои што ни се приклучија од Канада. Тоа се нашите колешки Биљана Бабамова, Елена Антеска и Марина Економовски. Освен тоа ни се приклучија и нови училишта кои што учат македонскиот, во кои што се учи македонскиот јазик и во Австралија. Тоест ни се приклучи Перт, овде се секои нашите претходни соработници од Германија, Швајцарија, оваа година нашата колешка Ана Митрева, тоест минатата 2023-та во Швајцарија се прослави 30 години изучување на македонски јазик. И на тој начин Ана Митрева со своите деца, со своите ученици се представи пред јавноста, на тој начин што македонскиот јазик беше
препознаен како важен дел од мултифункционалноста на таа држава. А еве, значи, нашето училиште во Риека, нашата колешка Наталија Лековска, оваа година на еден начин прослави 15, минатата 2023 се прослави 15 години изучување во основното образование, т.е. во основното училиште Центар. На тој начин ние, значи, сами меѓусебно комуницираме, се надоградуваме, изнаоѓаме нови начини и таа наша комуникација оди во таа насока секогаш да бидеме подобри, поинформирани, да оствариме комуникација со нашата земја, со нашите издавачки куќи, со нашите поети и поетеси, со сите оние значајни книжевни дејци кои што создаваат и во Македонија, но и во диаспората, и на тој начин создаваме една симбиоза, а практично ние како наставници и професори представуваме мостот помеѓу нашите ученици и Македонија, и на тој начин се трудиме секој од нас да го даде својот максимум за нашите деца, нашите македонци кои што живеат во диаспората, исто така како и македонците и учениците во Македонија, да можат да се идентификуваат и да знаат од каде потекнуваат, кои се нашите корени, што значи македонската традиција и како таквата да ја пренесуваат и на своите пријатели, а подоцна и на своите деца. Да, убаво кажавте, Ивана, токму така, и тоа е нешто кое што треба да се продолжи понатаму од генерација на генерација да се пренесува за сите македонски ученици кои што се нели во диаспората да знаат точно од кај доаѓаат, кои се нивните корени и всушност да го говорат добро македонскиот јазик. Кога зборувам за или во самата најава ги споменав оние предизвици со кои што се соочува секој кога излегува надвор од својата земја, веројатно и вие во текот на вашата кариера се соочувате со такви предизвици, а ако збориме за нели вашата професија како наставник и во работата со деца, тоа е една работа во која што треба особено еден пристап малку поразличен од било кој друг, и се разбира децата се оние кои што на начинот на кој што им се обраќаме, на начинот на кој што ги образуваме и воспитуваме, всушност така и возвраќаат или се формираат како личности во целина. Колку сте задоволни вие од сите тоа што го гледате кај своите ученици, ако зборуваме за пренесување и изучување на македонскиот јазик, како тие возвраќаат, колку се со желба да го учат и колку брзо го совладуваат? Така. Значи, степенот на признање кај секој дете е поинакво. Најпрвен, значи, оние деца кои што ја знаат кирилицата, тоа автоматски значи дека тие знаат повеќе од можеби нивните врсници. Можам конкретно да зборувам за случајот во Хрватска, значи учениците се делат на групи. И на тој начин, кога ќе се задоволи основното примарно знаење, практично препознавање на буквите, првенствено, подоцна се внесуваат нови содржини и на тој начин, значи, учениците стекнуваат знаење. Она што е за нас како ментори јако важно е соработката со родителите. Практично родителите се тие кои што одлучуваат дали нивното дете ќе посетува настава или не, бидејќи во овој случај зборувам за Хрватска и во градовите во кои што се организира наставата по македонски јазик е во точно одредени училишта. Значи, кога децата се мали, тоа се дополнителни обврски и дополнително планирање за нивните родители. Но морам да кажам дека родителите се тие кои што на нас како ментори ни помагаат децата да стакаат да доаѓаат, а подоцна нашиот влог, значи нашата љубов кон македонскиот јазик, се гледа со тоа што тие продолжуваат да го изучуваат македонскиот јазик, нели, и во средното образование, а некои од нив се запишуваат и на факултетите и во Македонија и надвор од нејзе. Практично зборувам за Хрватска, бидејќи овде во Хрватска ние имаме лекторат за македонски јазик и имаме катедра во Загреб, каде што се изучува македонскиот јазик и книжевност.
Ивана, пред да ви се заблагодарам за вашето денешно време и вклучување во утринската тема, би сакала, ние ги погледнавме инсертите од дечињата и честитките кои што се снимени, но би сакала да еве накратко заедно со вас и со нашите гледачи ги слушнеме и како зборуваат, но и како честитаат за сите во Македонија, нели овие божикни празници и нивниот начин на пренесување на божикната честитка, па може да видиме од колегите од режија со глас како и звучат дечињата. Се запрашале некогаш како звучи гласот на ангелот. Обидите се да го слушнете звукот на детската смеа. Детската радост и насмевка, особено за новогодишните и божикните празници, е незамиллива, како што и се разбира ваквата нивна честитка, каде и да се нели широм светот. И еве ги поздравивме нашите гледачи токму со оваа снимена честитка. Благодарение на вас, Сдруженијето на наставници по македонски јазик широм светот. Ивана, ви благодарам за вашето гостување на еден ваков начин во утринска на телма. Ви посакувам да имате успех во Сдруженијето и да продолжите понатаму со сите оние цели кои што ги имате зацртано, а кои што се разбира се навистина добре дојдени за сите македонци во диаспората, особено за најмладите, односно за учениците. Така и јас ќе ви се заблагодарам за вашата подршка и за целокупното внимание кое што ни го посветувате, бидејќи сепак сите ние сме свесни колку е значаен за нас македонскиот јазик и нашата кирилица. Секој е добро, имајте убав ден и успешна година и до слушање или пак можеби до гледање кога ќе дојдете повторно во Македонија да позборуваме за сите новитети.